Јас сум Кировска Милица. Јас живеам со 3 внучиња и син. Синот е повреден. Уште прошла година во април месец вратот му е повреден. И затоа сега никаква помош немам од никаде, ниту он не е способен за работа, ниту па работи. И ја имам 79. Како плетачка во Црвена звезда, која се сеќавате млади сте вие, не се кај железна станица, кај што се изруши. Таму беше фабриката. После напуштив таму после второ дете. Ја имам исто 3 деца. 2 ќерки и 1 син. После се префрлиме по некое време во Велик влог. Таму работев 15 години, тоа е. Ние живееме во станот од 65-та година. Израснав 3 ќерки, уместо 2 ќерки и 1 син по. И така, стариот отиде, ние останавме сиромаси. Сега живеам со 3 внучиња, со 3 внучиња и јас. Мајката, откако почина, јас останав со 3. А таткото идеше кај идеше, се враќаше по 2-3 месеца, сега го нема. Од пред Нова година отиде и не се врати. Мене, он има 52 години, ме боли срцето, а камо детава. Само викат, бабо, каде е? Поради, доке мајка беше тука жива, јас со незе тука живеевме заедно, ама она како се нешто е болеше. И болна ли беше, ја тука бев од како се родени заедно со нив и не ми е проблем. Не размислував виќе, дека ми се тука од почеток, од мали деца. А не размислував дали мене ќе ми падна децава, не размислував дека снаата ќе почине прво. Обште не размислував. Не кажуваше што болест имаше на незе и така, кога свативме дека е болна, тогаш со децата јас. Живееме во квадратен 50 квадрати, плюс имаше доградба од станарите се сложија да се доградуват балконите, да ги направиме соби. И ние точно така ги направиме по нешто соби, кујнички и така. Сега живееме, пошто сега немаме лежаи, немаме... Па да ви кажам, ништо немаме, што особено. Што друго да ви кажам? Како живееме сега, сиромашки. Со една пензија, 5 души. Тешко се искача. Струја не може да платиме. Тие ги изоставивме, да не ги платиме, само да искочиме на крај со јадење. Само со јадење, ништо друго. Леп со злеп, ако има, ако нема, трави. Немаме од никаде поддршка, немам родители, немам никого.
Имам 3 внучиња. Тие 3 внучиња, едното е женско, другите се машки, двете да речем. Тие одат сите 3 у школа, учат, едниот више ќе биде матурант, вториот ќе е 2 година, третото е 4 делење. Јас сум Георги Кировски, имам 18 години, живеам со брат и сестра и баба ми и татко ми. Учам во Георги Димитров, 4 година сум, сега завршувам. Матурант, би сакал да продолжам со учењето факултет за архитектура. Јас зимам, да, пензија од стариот, од мажот ми, 17.000. Со тие 17.000 само за јадење. За сметки нема. Не ги плаќаме сметките, едино само плаќам сметки за телевизор, за да имат компјутерите, компјутерот еден школа ни помогна. Тоа школа што ни помогна не е исправен и така со телефони немаме компјутер. Само еден има, не знам дали е исправен и тоа. Не е, значи. Најмногу сега што ни е потребно е компјутери за учењето онлайн што е сега. Основни ствари, кревет, алишта, такви ствари. Најпроблем облеката сега, пошто се големи и сака да носат јадење, неќат манџи, вика, сакаме, па јас манџи, не можам друго, очи манџи. Неќеме боранија, неќеме грашак, неќеме ништо, па не можам сендвичи. Сега би сакали да се сменат се, пошто водата не е исправна како треба, не е инсталација, значи струја. Намештајот е стар, креветите се пропаднати. Се е старо, од 6 година, знаеш како те, усправај го да биде усправено. Па на Ана Марија дека е малечка. Али ме слуша, она малку е понудена, ме слуша. Ме слуша. Малку се љути, ама пак. Кристијан и Ѓорѓи, како да кажам, кога децата се со мене се не разликува дали мајка им или бабе. Да, не размислуват уопште, само викат бабо ми се јаде, бабо ово, бабо оно. Во секоја емисија на проект Куќа пробувам да ги најдам вистинските семејства. Оние на кои што не им е потребно само реновирање на домот, туку им е потребна трошка надеж и зрак светлина во нивните животи. Надеж дека се ќе биде добро утре. Пробувам да ги најдам децата на кои што сакам да им ја вратиме вербата во животот, да им кажеме дека се ќе биде добро. Така стигнав до приказната на баба Милица Кировска. Се наоѓаме во Скопје, во Карпош, каде живее баба Милица и нејзините 3 внуци. По игра на судбината, 3 деца пред скоро 2 години, после болест на нивната мајка, остануваат без неа. За жал, потоа ги напушта и нивниот татко. Така баба Милица Кировска почнува да се грижи сама за нејзините 3 внуци. Се снаоѓа сама, како знае и умее. Нејзината приказна ја слушнавме од многу места. Посакав да одиме кај неа, да одиме кај нив. 3 дечиња, за жал многу рано, ја почувствувале суровоста на животот. И затоа решив да им донесеме трошка надеж, трошка светлина и да им кажеме дека нешто убаво ќе се случи, дека во нивниот живот следуваат убави моменти,
Денес сум во Карпош, каде што ќе одиме кај баба Милица, Ана Марија, Христијан и Ѓорги и ќе им кажеме дека ќе добијат нов дом. Колку што знаеме. Тие сега живеат во стан во кој што немаат баш добри услови за живот. Односно, децата живеат во соби кои што се со импровизиран мебел. Бабата дава се од себе да биде се добро и тоа вистина не во одушеви. И сакам сега да видам како ќе реагираат тие на овие убави вести. Ајде. Знам дека тука некаде е зградата каде што живеат баба Милица, Ана Марија, Христијан и Ѓорги. Ја бараме, мислам дека тоа е ова, втората зграда. Мислам дека е тука, бидејќи ми кажаа дека е жолта зграда. Уште ја се дома. Океј. Ова ми се највозбудливите моменти секогаш. Првиот највозбудлив момент ми е секогаш кога им кажувам добри вести, дека нивниот дом ќе добие ново руво, а вториот највозбудлив ми е кога ќе влезат и ќе си го видат новиот дом. И никогаш не знам кој е повозбуден, дали фамилијата, семејството или јас. Тука сме. Тоа е тоа. Тука не пишува никаде. Ми рекоа дека е првиот стан на прв спрат десно. Ама тука е многу темно. Опа, темница. Добар ден! Добар ден, поведете. Како сте? Здраво. Здраво, јас сум Кристина. Како сте? Супер. Малку ви изненадивме? Да. Ако супер е, тоа е убаво. Убаво изненадување? Убаво, да. Да ви кажам право, јас сум многу среќна денес што сум кај вас. И супер и ние сме среќни. Ние сме посреќни. Знаете што? Кажи. Јас денес дојдов да ви кажам добри вести. Супер. Вие ќе добиете скоро реновиран нов дом. Супер, И одлично. секој од вас ќе му се исполни желбата да си го има тоа што си го сака дома. Дали е тоа доволно добра вест? Ана Марија, дојди малку, чекуј се. Добро. Ајде, Марија, што си се скрила? Може да се. Значи ова баба Милица Ова е на баба Милица. својот дом, така? Да, овој дел. Добро. Овој дел. Кажете ми како се снаоѓате, си помагате едни со други? Многу ми помага, Кој да. најмногу ти помага? Па и еден и друга, а и онај. Да. Сега најмала е попуштаме малце. Како е сега со онлайн наставата? Како следите со еден компјутер настава? Па, Еден на тешко компјутер, други на телефон. на телефон. Значи ви фалат уште два компјутери, така? Спремни сте вие да се спакувате Да, за еден ден? Да. Да! Да. Ти спремен си да се спакуваш за еден ден? Да. Да, за до вечер, за утре слободно е све. Знам. Имам помощници. И спремни сте следниот пат кога ќе дојдете да не си ја познаете куќава? Да. Yes. Се пуштам уште еднаш, почнуваме со работа, проект Куќа започнува да гради среќа Така и така, кај супер. овие прекрасни луѓе. И денес, и овој пат со нас е Лидија Маленкова, која што ќе биде главен архитект за уредување на овој стан и која што ќе ни биде најмногу од помош во однос на тоа што се треба да направиме, а бога ми треба да направиме многу. Значи Лидија Маленкова, градежен инженер и архитект. Дипломиран инженер архитект. Ете така. Ти благодарам што си со нас, а сега ти све убаво ќе ни објасниш што се тука треба да се направи и колку работа имаме. Оваа зграда е, знам, градена пред земјотресот и од прилика мислам дека пред 5 години е доградувана. Затоа тука треба да внимаваме, затоа што имаме носечки масивни ѕидови. Ѕидовите ни се доста широки и треба да внимаваме што правиме со ѕидовите. Минимално, ако треба да рушиме, минимално ќе рушиме. Сега ајде да почнеме од овдека. Кај што сме? Влезна врата, да, кај што сме, кое што мора да се влезна смени. врата се менува. Да, а горе одма ја гледаме таблата и неза ја сменуваме и цела електрична инсталација. Колку што гледам треба да се смени. Добро. Сега, распоредов на станов и предходно бил функционален и овие сите станови, односно згради се функционални. Првото е просторијата на бабата која што ќе си остане таква. Добро. Ајде ја разгледаме.
Значи баба тука си има дневен престој и си има кујничка кај што ги собира со трпезариска маса, кај што ги собира сите внуци за ручек. Јас се надевам дека и понатаму ќе биде така. Така. Господа си ја поживее баба Мица, за да може да Баба Мица царица. Тука бабата, колку што гледам, вајда донации ставала ламинат до некаде од подот, па таму веќе почнува... Мене знаеш што ми остана така, не знам дали тоа може да се нарече впечаток, туку онака ми остана како дупка тука, кој ми кажа дека таа воопшто нема кујна. Епа еве дојде во плинска боца. На оваа плинска боца таа готви и ова е умивалникот и толку е од кујната. И загрева на радиатор. Да, и загрева на радиатор. Значи ова литке тука ќе биде све нова кујна. Да. Све ќе си биде нова кујна, убава маса, тоа ќе си оди од тука. Така. Ќе се направи најверојатно кујна во два реда, со тоа што елементи и долни работни и висечки елементи ќе има и таму и во овој дел. Тоа ти е одлична идеја. Така и на средина масичката кај што ќе може да се среди. И ова цело комплетно ќе се среди, прозорците ќе ги задржиме најверојатно, меѓутоа ќе ја средиме се. Еве го вецето. Казанчето, веќе шолјата се комплетно се менува овдека, и чешма, и умивалник, и када, знам дека сакаат туш кабина само да имаат, вратите сите внатрешни. А ова прозорче што е функцијата? Тоа прозорче излегува во еден простор кој што јас планирам да му го ставим, да го изведеме уште едно мало тоалетче, затоа што се бабата и девојчето и двете машки деца. Може и да си ги поделиме како машки и женски тоалет. Од прилика тука некаде можеме да отвориме вратата за малиот тоалет. Е сега од надвор, Значи ќе отвараме уште еден тоалет. ќе отвараме уште еден тоалет. Од надвор, сега немаме клуч. Ова е некоја си како остава што секој стан ја има, нели комшиите од другата страна ја имаат и на овој стан се припаѓа тој простор. Чуваат бойлер, знам, и машината за перење има тука. Значи ние ќе направиме комбинација од двете купатила, ако таму ставиме туш кабина, ќе ставиме машината за перење, а тука ќе ставиме WC шолја и умивалник. Да влеземе тука во оваа соба. Ова е прилично голема соба, оваа од станот претходно била дневна соба со балконска врата и прозорци кои што излегуваат на мала тераса. Е сега ние овдека планираме фасадниот зид на овој фасаден зид да отвориме прозор и тој дел да го затвориме, пошто натаму веќе продолжува друга детска соба. Да. Затоа веќе знам дека бабата има собрано потписи и очекуваме дозвола од општината Карпош и се надевам дека дозвола поготово за овој стан би требало да се добие за да добиеме, така. Е така. Вратите обавезно треба да се сменат. Е така. Овој простор ме заинтригира. Овој е некој како и бабата сака како заеднички простор на децата да и бабата сака интимност некоја да си има таму во нејзиниот дел, а веќе големиве деца да се учат, да се прилагодуваат и сами најверојатно да готват и сака уште една кујна. И сега од тука влегуваме во двете детски соби, една е од девојчето Ана Марија. Тука значи немаме врата, треба да ставиме врата. Еве го спојот еписон ставиле луѓето, некако се снаоѓа, се снашле. И оваа соба, пошто е некако малечка, а е на девојче, мислам дека треба да биде малце поголема. Овој зид преграден што веќе е направен, ќе го поместиме за некој си 80-90 сантима до метар на кај другата соба, таја таму ќе се смали, а оваа ќе се прошири. Ми остави впечаток тука дека се е импровизирано. Еве го тој зид и таа разлика што ви кажував за собата која што може да се прошири, а ова е додаден зид во делот што е дограден. Значи лесно може тој зид да се сруши. Мислам дека лесно. Да, и гипс картон. Ова е голем стан, има многу работи. Ова е прилично голем стан, преку 80 квадрати мислам дека ова е стан. Да, и ќе си имаме работа, ама ќе си почнеме и ќе си завршиме. Епа Лидија, фала ти многу и да се фатиме на работа, да не губиме веќе време, да не раскажуваме, да се облечеме и да тргнеме кај што треба. Ајде.
За да започнеме со работа, најпрво треба да го отстраниме целиот шут кој што на мајсторите ќе им смета да работат. А бидејќи него го има во огромни количини, помош побаравме од општина Карпош. Ви благодариме општина Карпош што дојдовте и ни помогнавте да го исчистиме овој дом и да почнеме конечно да работиме. Во вака исчистен стан мајсторите можат конечно да влезат и да почнат со работа. Неверојатен е податокот дека фрливме 4 камиони со шут. На секој почеток на работата, најпрво мора да дојдат нашите пријатели од Хромак, бидејќи тие ги носат основните работи за нашите мајстори да можат да работат. Со нивните бои, лакови, лепила, фуги, нашата работа на крај е секогаш совршена. Ви благодариме Хромак што сте наши пријатели. Ова е главниот мајстор Оливер. Воли како оди работата? Добро, за сега добро иде. Многу сте брзи, тоа многу ми се свиѓа. Мора побрзо да ги вселиме Браво. домашните. Тоа е вистина, да. Да. Фала ви многу што сте тука и знам дека ќе дадете све од себе да биде све совршено. Јас сега нема да ви отземам многу време, бидејќи јас имам работа, морам да најдам. Да, па и како што гледате, све е хаос. Све е хаос, да. Се гледаме наскоро. Моја помош ви треба тука? Па ќе ни треба, ама ќе ви кажеме кога. Ќе ме научите нешто. Нешто, да, У првата емисија научив да сечам плочки. Сега можам да научам и да лепам. Одлично. Се гледаме. Ајде. Ајде. Значи, како што кажавме, денес и во оваа емисија се дружиме со нашите пријатели, Аџипов Фон центарот од Штип. А зошто се дружиме со нив? Затоа што имаат најголеми срца, најголем избор во цела Македонија и најдобри цени. Дали се слушуваме? Да, секако со тебе секогаш. Значи, ова ни беше омилениот дел од работата, почнуваме пак активно бараме се што ќе им одговара во станот на Баба Милица, на Кристијан, на Ѓорги и на Ана Марија. Може? Ајде. Ливија, вземаме две, искуството ни вели дека ни требаат многу, ама нема врска, но е помошно. Ајде да почнеме пак од кај украсите ќе почнеме. Ти дојга се да си земеш. Значи, кај Баба Милица се неутрални бои, особено кај неа во дневната, што значи дека ни треба една слика, ни треба вазна. Мене дом без украсчиња ми нема душа. Мислам дека ја гледам. Ајде да видиме. Ова ми се допаѓа. Може. Опа! Може? Ова ми се свиѓа, знаеш за каде? За малата дневничка. Да. Може. Даска за сечење неопходна. Брзо вошија. Трпи. Ги забаваме. Значи сега одиме кај перниците. Ајде. Овие ми личат како помали. И една и уште еден комплет. 4, да, ни треба 4 перници. Две плави за машките, едно розово за Ана Марија, едно сиво за Баба Милица. Што ни треба друго? Чак ми треба нова корпа пак. Пазаруваме за Баба Милица која што живее сама со нејзините 3 внуци. И бидејќи се четворица,
А ние им направихме и плюс два тоалети, ни требаат многу работи за них. Браво. Затоа сме вака натоварени. Ама верувај ми дека ќе ги израдуваме премногу. Верувам дека ќе бидат задоволени. Сигурно. Ајде кај те писите. Ајде кај те писите. Мене ми е многу битно да најдеме розев тепих за ти Ана Марија. Имате ли розев тепих? Детски? Значи, ако треба да се исполни желба на девојче, ќе направите се. Фала ти многу. Најдовме розев. Да. Гледаш ко сакало да биде. Ламинатот ви е по супер цена. Морам да признам, ретко се гледа оваа цена. Ама и јас мислам дека максимално што можеме да го разведриме. Па нека биде ова, да. Добро. Се сложувам со тебе. Добро е што сме брзи и ефикасни. Браво, како сте? Добро ви е. Одлично, супер, ќе вас најдете. Виде, јас и ти тука завршивме, така? Па мислам да. Значи може да се фаќаме патот на Скопје сега? Ајде. Океј, ајде. Се гледаме следниот пат, повторно во Ачиковски. Во станот на баба Милица нема повеќе само еден тоалет. Сега има 2 тоалети, а за 2 тоалети да опремиме ни беа потребни и повеќе санитарии. Затоа ги побаравме Фригошоп, кои што ни доставија најквалитетни санитарии за домот на баба Милица. Ви благодариме, Фригошоп. Во нашата работа многу често се случуваат нешта кои што не можеме да ги планираме. Па така не можевме да планираме ни дека дел од нашите мајстори ќе се разболат и дека за жал ќе касниме со работата. Но ова што сега работат мајсторите значи дека сепак не е се така црно и дека наскоро баба Милица и незините внуци ќе влезат дома. А кога ќе биде тоа? Тоа не знам ни јас. Кога се плочките во прашање, стигнаа и нашите пријатели Керапро. Благодарение на нив, баба Милица ќе има 2 прекрасни тоалети со прекрасни плочки и прекрасни плочки во кујната. Но да бидеме реални, плочките беа на вистина тешки и мајсторите баш се измачија со нив. Мајстори, добар ден! Како оди работа, дечки? Одлично, Кристина. Ајде, дојде. Фала. Што се прави сега? Добре, сега се спрема. За? Значи, загретување, Аха. абри ставаме и после се кречи. Мислиш сега што слушате добра музика? Супер музика. Тоа е више одма плюс тука. Значи, оваа соба сега доби скроз друг лик. Да, па се прегради тука. Сега е таман. Овие цедови да забри, се Што мислиш ти по твоја проценка, за колку време ќе завршиме ние тука све? Без мебел, вашата работа. Пред некаде од 10 до 12 дена. 10 до 12 дена, Значи тоа што гледаме по телевизии, стан за 5 дена, што мислиш ти, постои ли тоа? Постои, зависи од квадратурата. Затоа што луѓето кога гледаат на телевизија, и ја кога гледам на телевизија, значи оние сите, значи излезете од станот и вратате се за 4 дена. Ја викам, значи ова не е теоретски можно. Не може. Не. Значи да искршиш плочки, да срушиш Ние тука све. имаме само шут, 150 вреки кои што струшим. 150 вреки шут, слушате? 150 вреки шут. А и голем станок. Голем. Огромен. Скоро 90 квадрата е станок. Ова ни е као 2,5 стана друге. Така може. Да. Точно. Мајстори, фала ви многу, што пошто вие сега си ја работите вашата работа, а мислам дека не сте свесни колкава среќа ќе направите кај едни 3 деца и кај бабата. Да, ги видов. Ги видов. Да. Да? Ги видов. Фала ви многу, се гледаме пак скоро. Значи си работиме, си работат мајсторите, тоа е битно. Ме плаши што ми ја кажа таа бројка ту денови, тоа само ме плаши.
Затоа што имаме уште многу станови и куки за работа, тоа ми е малку паника. Јас гледам дека добро оди, мислев дека ќе завршиме за пократ. Сега таму го прашувам мајсторот и ми вика 12 дена, ти што мислиш? Не, бе. Да? Па едно 7-8 дена. 7-8 дена? Така нешто е математиката. Ајде, тогаш тебе ќе те фатам за збор. Ако? Гледам дека супер си работите работата и тоа е одлично, затоа што не е ова обична работа, тука не само градиме, туку градиме среќа. Кога ќе се вратат тука, мислам дека ќе паднат у несвест. Од све што обавезно тоа што било, а после што ќе биде. Да, сега не се гледа тоа, ама набрзо ќе се види. И јас така мислам. Овој е значи вецето. Малото веце. Значи тука ќе има само шолја и умивалниче. Да, и доле ќе има плочки. И доле ќе има плочки, да. Целото ќе биде со авел. Наоколу, таму иде гипс и чела, од страните гипс ќе дојде гипс, и ова се со абрив ќе биде. Супер. Пошто нема да има тука прскање на вода и затоа одлучивме само доле да има плочки и цопли едно да се направи. Сифонче обавезно ќе има таму. Така? И тоа ќе му биде. Вака ми изгледа кога ќе видам дека сме многу далеку од целта ама ти ми викаш за 8 дена, ја те држам за збор. Дека нашите мајстори работат напорно да создадат совршен дом за Богомилица, Ана, Марија, Кристијан и Георги, јас денес решив да им создадам еден совршен ден. Се наоѓаме во ГДЦ, а со нив се договоривме да се чекаме пред маркетот ДМ. А зошто пред ДМ ќе ви кажам за кратко. Ајде. Совршениот ден го почнуваме пред ден маркетот во ГДЦ. Ана, Марија, Кристијан и Георги денеска ќе имаат денот со ништата. Дечки, hello! Како сте? Дали сте спремни денес да имаме еден совршен ден? Да? Океј, знаете зашто сме тука? Тоа што во ДМ има најголем асортиман на производи. Можеме да одбереме апсолутно се. Не само за вас, но и за Богомилица. Ајде! Ајде, правиме најубавиот шопинг у живот. Спремни? Да. Ајде. Тука е значи за мажи и тука може да си изберете све за вас. Си одбрали нешто да купувам? Ајде, ја ќе ти помогнам, ајде. Чекајте, стојте, Балеа, што е ова? Очистење лица. Опа, свекички. Кој у каква боја сака? Јас за розово. Повели. Значи баба Милица многу ќе се радува кога ќе види што ја чека дома. Чека да земе тоалетни, дечки. Секој по една. Little Princess, ова за тебе. Леле, колко е убав. Повече. Дечки, морам да ви признам нешто. Дури и јас за сега како шопинг ќе направам. Значи, се е тука, срекни сме? Да. Може да продолжиме понатаму сега? Да, може. Фала и многу ДМ маркет и се гледаме повторно, обавезно. Ајде. Ете не магично долетавме на новата локација. Новата локација е City Mall. Овде имам уште едно изненадување за совршениот ден да стане уште посовршен. Дечки, вие не знаете како изгледа новиот. Да ви сакате уште малку шопинг? Да. Може. А кој шопинг би бил најомилен? Што би сакала да купуваме сега? Ана Марија, сакам ти да ми кажеш, што сакаш да си купиме? Може облека? Да. Јеј! Значи, во City Mall одиме во Каиди и во Спрингфилд на шопинг.
се наоѓаме во Спрингфилд, во Сидни. Овде машкиот дел од екипата ќе се дотара од глава до петици. Ја мислам дека ово е омилениот дел од петици. Ајде! Додека машкиот дел од екипата што пилува во Спрингфилд, јас и Ана Марија дојдовме во Океири, каде што таа денес ќе се дотера од глава до петици. Ана Марија, дали сме спремни за дотерување? Да. Ајде, и јас сум спремна. Женската екипа оди на шоу. Здраве да си носиш. Дечки, да ја прашам, дали сте задоволни од денешниот шопинг? Да, све си земам како си сакавте? Да. Добро, сакам да ми пратите после снимки до керан и убави да ја видам како ви стои. А морам да признам дека на Ана Марија е најдобро од сите. Значи, она ќе биде принцеза. Сега да ви кажам нешто. Денот уште не е завршен. Знаете кај одиме сега? Дали некој сте куглале? Не. А сакате ли да пробате? Да. Да? Одиме на куглање во спортски центар Борис Трајковски. Ајде! И како јаготка на шлагот за овој совршен ден, денеска, за крај дојдовме да куглаја во спортскиот центар Борис Трајковски. Овде се наоѓа најдобрата куглана, а јас се надевам дека ќе ни биде на сите забавно. Јас не сум баш умешна во куглање, ама поентата е да се забавуваме. Дали се сложуваме со тоа? Да. Ајде да влеземе. Во станот во Карпош се работи активно. Плочкарите лепат плочки, молерите молерисуваат, а јас се грижам. Се грижам затоа што до сега веќе требаше се да биде завршено, а крајот се гледа се уште далеку. Кога е вака празен станот, сваќаме дека блиску е денот кога баба Милица и незините внучиња ќе се вратат назад во нивниот дом, кога ќе ги видиме нивните среќни лица. А за тие среќни лица се исплати целиот труд и целата мака. Сега на вистина се случува акција во домот и сите мајстори работат паралелно. Едни местат мебел во бањата, шолји, други молерисуваат, трети коваат, битно е дека се работи и битно е дека сме при крај, а тоа сите не прави среќни.
Що се прави? Ей, що збориш? Машала! Гледам! Ej! И блочките се тука наместени. Ова е добар знак. Ја дојдов нешто да помогнам, ама не знам што сте вие се сте завршили. Ова соба исто спремна за стругање. Голема соба, машала. Кречење, да? Ле, пробајме! Може да доставиме. Ей, види колку е добро. Вау! Значи треба да ставиме ламинат, да се искречи и да ги наместиме паднат, новите радиатори. Да, новите радиатори. Одлично, дечки, што да ви кажам. Ја мислев денес ке дојдам, нешто ќе ми дајете да работам. Михаил, да ти помогнам нешто, да направам нешто, да ме научиш. Јас спремнам панталони, дојдеш денес. Да помогнеш. Гледам чудо, све сте завршиле. Ние сега те оставаме да си работиш. Ја ви оставам таму кропни да се заблажите. Носам кропни као цела армија. Ајде, чао. Не можеш да познаеш така. Велете у вашиот нов дом. Не можеш да го препознаеш.